Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Село и премиерот Зоран Заев во четврток конечно ќе имаат средба по која треба да бидат разјаснети сите нејасноти околу владината коалиција. Иако досега лидерот на СДСМ неколку пати најавуваше дека ќе има средба со Село, тоа не се случи бидејќи првиот човек на Алијансата е во САД и се враќа утре. Тема на разговор ќе биде назначувањето на нов министер за здравство, кој според првичниот договор требаше да им припадне на Алијансата за албанците. Но од СДСМ веќе стигнуваат информации дека Венко Филипче ќе биде прв човек на здравството, иако Алијансата веќе излезе со нивен предлог, Вулнет Ферати. За возврат на Алијансата и било понудено вице-премиерско место за реформи, но од Алијансата не покажуваат преголема заинтересираност за таа позиција. Како што брифираат од партијата на Села, сите опции се отворени, од тоа Алијансата да излезе од владата до тоа сепак да дојде до договор. Излегувањето од владата велат сепак е последната и најмалку посакувана опција. Покрај преговорите со СДСМ, Села треба да ги разјасни сите нејасноти со Весел Мемеди од НДП, кого го обвини дека преминал во ДУИ. Мемеди вчера тоа го демантираше и нагласи дека останува во коалицијата Алијанса за албанците со чинета од 3 партии. Засега во најкомотна позиција е ДУИ, која ќе го задржи Министерството без ресор, како и заменичкото во образование, каде што ќе седне Арбер Адеми. Артан Груби од ДУИ денеска нагласи дека не може да разбере зошто Алијансата за албанците не го прифаќа она што ја е понудено. Ситуацијата си е решена, нема ништо што е нерешено. Значи парламентарното мнозинство е стабилно и без партијата на Зијадин Села и со партијата на Зијадин Села, така да нема ништо што би произлегло како дилема во целиот процес. Новите претеници во собранието треба да бидат назначени следната недела.